Добро дојдовте во темата на неделата. Овој пат говориме за коцкањето и игрите на среќа. Страста спрема нив често пати води до сиромаштија и семејни проблеми. Во Македонија коцкарниците и игрите на среќа се голем бизнис од неколку стотици милиони евра, во кои се вработени околу 6000 луѓе. Од друга страна, поради проблемите што ги предизвикуваат, се појавија иницијативи тие да бидат подалеку од очите на децата и младите. Од владата велат дека одлуката за ова ќе биде донесена по сериозна анализа. Без престан работат брзата помош, пожарникарите, полицијата и казината. Пратеници предлагаат закон според кој коцкарниците и спортските обложувалници ќе треба да бидат оддалечени најмалку 500 метра од училишта, градинки, факултети и други образовно-воспитни установи. Но само во триаголникот меѓу Собранието, плоштадот Македонија и гимназијата Јосип Броз Тито во центарот на Скопје има десетина казина и автомат клубови. Искуствата покажуваат дека во сиромашни земји коцката им е единствена надеж на луѓето, па казината и обложувалниците никнуваат како печурки по дожд. Со оглед на тоа што во речиси секоја населба има училиште и градинка, тоа ќе значи дека казината, автомат клубовите и спортските обложувалници ќе мора да затворат и да се преселат на периферијата на градовите и во индустриските зони. Граѓаните кои ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека таквите објекти треба да бидат подалеку од очите на децата, но од друга страна се загрижени затоа што тоа е многу доходовен бизнис. Кога се во прашање децата се согласувам, нормално. Децата се уште како мали со комар. Ама од друга страна па државата многу зема порез од таму. Сега не знам. Не 500, него 1000. Понастрано од децата. Кој го држи тој бизнес? Сепак големите зверки нели го држат тој бизнес, затоа мислам дека е добар предлог, нели. Пратеникот Реджел Исмаили од ДУИ, кој е еден од предлагачите на законот, вели дека не се залагаат за радикално решение како во Албанија, која од нова година целосно ги забрани казината и спортските обложувалници, но оти проблемот станал премногу сериозен и мора да се реши. Секојдневно имаме телефонски повици, имаме состаноци, имаме дел од проблемите што ги имаат семејствата со коцкањето и тоа загрижувачки податоци се што ни ги дават како пратеници и затоа ние мислиме дека овој проблем што поскоро треба да го решиме, да се најде начин како да го решиме. Оти ако слушнаш дел од семејствата што дури и некои семејства и трагично завршиле со вакви работи. Премиерот Зоран Заев по нова година рече дека вака не може да остане, но оти одлуката ќе се донесе по сериозна анализа. Она кое што го гледаме како искуство од Албанија и од други места е дека со ваквите радикални мерки тие што се коцкат не престанале да се коцкат. А 5-6 граѓани работат во обложувалници, во казина и слично. Но дебатата е сериозно отворена од граѓаните. Иницијаторите на законските измени велат дека се свесни оти се работи за бизнис од неколку стотини милиони евра кој вработува околу 6000 луѓе, но оти мора да се стави некаков ред. И други земји почнаа да размислуваат да ги ограничат коцкањето и игрите на среќа, иако многу пари од таму одат во државните каси. Албанија, како што веќе слушнавте, презеде ригорозни мерки за да ја спречи ваквата зависност во надеж дека тоа ќе ги намали страдањата на многу семејства. И во Турција за честија барањата да се забрани коцкањето. Кон крајот на годината илјадници луѓе одат кај најпознатиот лотариски штанд во Истанбул на кој виси паролата "Ниме табла ќе те направи да победиш". Во изминативе 90 години овој штанд близу една од најубавите османлиски џамии во градот Јениками привлекува голем број турци исполнети со надеж, особено во проблематичните економски времиња. Некогаш се чека и до 4 часа. Нимет табла, што на турски јазик значи големата сестра Нимет, ги дължи своето име и богатство на основачката Мелек Нимет Озден. Таа владееше со светот на лотаријата половина век, откако го продала својот прв тикет во 1928 година. По незината смрт, незиниот внук, кој денес се вика Нимет Аби, големиот брат Нимет, го презеде бизнесот и продолжува да напредува. Нитим Озден, внук на Нимет Abla veli. Türkiye'nin her yerinden Nimet ablaya geliyorlar. Yalnız İstanbul değil. Bütün şehirlerden geliyorlar. Mesela beni arıyorlar telefonda, diyorlar ki
Ben yola çıkıyorum, biletiniz var mı? Türkiye'nin bütün illeri Новогодишниот джекпот изнесуваше 70 милиони турски лири или околу 11,5 милиони евра. Ердемир Коч, невработен 45 годишник, е убеден дека е поверојатно да победи со лозот од Нимет Абла од онија на другите. Gelirse ne yaparsınız? Vallahi Hayalleriniz hiçbir şey yapmam, kimseye de vermem. Ben açık söyleyeyim. Bazıları diyor verecek. Ben hiç kimseye vermem. Kendim kullanırım, çocuklarım. veririz. Ben yalan söylemeye gerek yok. Açık söyleyelim. Ama ne Но не секој го има зафатено лотариската треска. Во оваа главно муслиманска земја во последниве години се поизразен е верскиот конзервативизам. Турската агенција за верски прашања Дијанет издаде свое мислење за лотаријата, наведувајќи дека иако е легална, таа е харам, односно незаконска од исламска гледна точка. Пензионерот Мустафа, кој скоро секој ден купува лоз, вели: Tabii ki haramdır. Kumar gibi bir şey. Haram tabii ki. Ama bazılarını şey yapıyoruz. Ve kumar olduğunu biliyoruz yani. Ama bir alışkanlık etmiş şeyler. Onun için şey yapıyoruz, çekiyoruz yani. Но игрите на среќа генерираат многу приходи за турската држава. Во минатата година тие донесоа 230 милиони евра. Во Албанија пак голем дел од парите од игрите на среќа, според податоците, воопшто не завршувале во државната каса. Според официјалните бројки, албанците годишно трошеле до 150 милиони евра. Но оние неофицијалните одат до 700 милиони евра. Затоа, но главно, како што објасни владата, големите социјални и семени проблеми, од оваа година се затворени 4300 места за обложување, кои ги имаше скоро на секој агол во земјата со 2,8 милиони жители. Со други зборови, една обложувалница на 670 луѓе. За повеќето жители ваквата забрана е добра, но задоцнета. Според изражувањето на Универзитетот во Тирана, еден од четворица коцкари барем една се обидел да се самоубие, додека 70% имале психолошки проблеми. Некои пак велат дека со затварањето само се прикрива проблемот. Тамошните фирми за обложување веќе почнале да се селат во Македонија, Црна Гора и Косово и оттаму работат преку интернет. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи во врска со коцкањето и игрите на среќа. Па дали тие се најкраткиот пат до подобар живот или не? Довидување.